Повеќе од една година Кочанската општа болница работи со само еден единствен гинеколог на оделението за гинекологија и акуширство. Сите активности на овој одел ги извршува Илчо Атанасовски со помош на 8 сестри акуширки. Но недостаток во работењето нема, децидна е директорката која посочи дека до крајот на годината од специјализација ќе се вратат 3 докторки, со што кадровски ќе се подобри ова оделение. Докторот е сам, официјално некаде година и пол, ние веќе имаме испратено 3 докторки кои што се на специјализација. Истите докторки при крај на 2024 година треба да се вратат, докторки млади, полни со енергија и сме сигурни, се надеваме дека трендот на претходниот период ќе биде постигнат. Имаме ново ехо, кој што ни е и донација од Американската амбасада, како и близначко ЦТГ. Генерално, голем дел и од самите трудници не го знаат истото, но еви овде најавувам дека докторот си ги работи мој терминот, докторот работи амбуланта и нормално и текот на самата бременост. За неколку месеци истиот доктор ќе има појачување од доктори специјалисти кои што ќе го поткренат и овој тренд и како што и останатите оделенија не работат на високо ниво, сме сигурни дека и гинеколошко-акушерското оделение ќе биде на високо ниво. Специјалист гинеколог акушер Илчо Атанасовски вели дека работите на ова оделение се одвиваат непречено и дека сите пациенти се соодветно примани и третирани. Иако сега тоа е единствениот, вели болницата памети и полоши денови. Дециден е дека намалениот број на родени бебиња не е само во Кочанската болница, туку проблем во целата држава. Ние не престанавме 2019, крајот на 2019 година, ја работевме оперативата фул и дури после 35 години направивме 2 хистеректомии во Општа болница Кочани. Тоа така остана, па имавме проблеми со техниката, немавме персонал и немавме анестезиолошки апарат, меѓутоа сето тоа е надминато. Значи, инаку оваа година не е проблем каде ќе се роди бебето. Бебето ќе се роди и во Скопје, меѓутоа поради миграцијата на населението. Гледате дека на ниво на Македонија и во Штипската болница и секаде се намалени раѓањето. А втората работа е тоа што пациентите сега имат и приватно осигурање. Повеќе и компании имат и приватно осигурање и они повеќе одат во приватните болници. Изминатата 2023 година оделението за гинекологија и акушерство во Кочани поминало со околу 1900 прегледи, 240 хоспитализации и 176 киратажи. Закрижува фактот што е зголемен бројот на карциноми, па ако во 2022 имало само 6, во 2023 се регистрирани дури 16, но сите се соодветно третирани и сите пациенти се во добра здравствена состојба, потенцира Атанасовски.